По 9 години откако престанаа да настапуваат заедно, членовите на One Direction, Луис Томлинсон и Зейн Малик наводно потпишале мултимилионски договор со Netflix за снимање документарец за познатиот тинејџерски бенд. Според The Sun, членовите на бендот ќе тргнат на патување низ САД и ќе зборуваат за нивните заеднички спомени, како и за починатиот Лиам Пейн. Во врска со документарецот, чие снимање е во тек, извор изјавил за Page Six. Ова ќе биде апсолутно огромен проект за Netflix и гарантирано ќе воодушеви многу фанови на One Direction низ целиот свет. Принцот Вилијам отворено зборуваше за тешките здравствени предизвици со кои се соочија неговата сопруга Кейт Мидлтон и татко му кралот Чарлс. Тој откри како нивните дијалози за канцер го однеле на прилично лоши места и ја опиша 2023-2024 година како најтешката во својот живот. 43 годишниот принц од Велс ги сподели коментарите во најавата за неговото појавување во емисијата на Apple TV+, која се емитува на 3 октомври. Разговарајќи со водителот, тој се осврна на отпорноста на своето семејство и сваќањето дека животот може да се промени во еден момент. По повод 25 години од албумот Врати на имагинација, рок бендот Ареа ќе одржи концерт во салата Јане Сандански во Скопје на 8 ноември. Ова исто така се совпаѓа со 25 годишнината на големиот концерт на Ареа на тогашниот Скопски сајм. Иако беше одамна, концертот во 2000 година на сајм ми остави големи впечатоци во сеќавањата кои и сега ми се свежи. Знам дека имаше многу публика, а ние не го очекувавме тоа, некои од дојдените останаа пред врата зашто салата не собираше веќе. Ние, иако интензивно се подготвувавме за концертот, огромниот интерес не збуни. Атмосферата беше предобра. На овој концерт со оглед на искуството ќе бидеме многу подобри на сцена. Ке ги свириме песните од албумот Врати на имагинација и се разбира песни од останатите наши албуми. Вели пејачката Ружица Милошевска Брчиоска. Националната опера и балет вечерва во 20 часот ќе ја отвори новата сезона 2025-2026 со Реквием од Волфганг Амадеус Моцарт. Едно од најмоќните и најмотивни ремек дела во историјата на класичната музика, Реквием е последното и недовршено дело на Моцарт, создадено во последните месеци од неговиот живот и обвиено со мистерија и легенди. Делото представува музичка исповед исполнета со драматични контрасти од тивките молитвени моменти до експлозивните хорски сцени. Неговата длабока емоционалност и духовност ја водат публиката од болка и тага кон надеж и вечност. Ова монументално остварување повеќе од 2 века ја фасцинира и инспирира публиката ширум светот и се смета за едно од најзначајните и најизведувани дела во светската музичка литература. Секоја нота од Реквием го носи печатот на Моцарт и ја потврдува неговата вечна музичка величина, информираат од Националната опера и балет.